Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Еве повторно зборуваме за 9-ти, замислете, пакет на антикризни мерки. И самото име на ова кое што денеска ќе го гласаме доволно укажува за тоа во каква состојба се наоѓаат граѓаните и стопанството, бидејќи сите поразвиени и нормални држави одамна веќе излегоа од кризата и се вратија на предпандемиското ниво или станаа значително подобри во перформансите кои што се показатели за тоа дали економската состојба во државата за граѓаните од разни категории на граѓани живеат подобро или не. Само кај нас има потреба од 9-ти антикризен пакет на мерки, бидејќи граѓаните се посиромашни заради катастрофалните политики на власта. Најпрво сакам да кажам дека и во оваа дискусија и во ова гласање ние ќе се држиме до нашиот принципиелен став и како ВМРО, ДПМН и коалицијата за обнова и Македонија ќе гласаме за овие антикризни мерки, но мислам дека доволно треба да укаже тоа што цифрите кои што ги нудат овие луѓе кои што ги имаат запоследнато институциите се понижувачки и се подценувачки кон граѓаните, односно кон пензионерите, кон средношколците, кон студентите и другите ранливи категории на граѓани. Лицитираат со бројка од 660 милиони евра, која што е апсолутно неточна и доколку го отворите материјалот кој што ви е јавно достапен и овој предлог на закон со кој што треба да се помогнат тие категории на граѓани кои што помалку немаат, ќе видите дека од тие 660 милиони евра практично помалку од 10% ќе завршат како директна помош на граѓаните. Сите други средства со кои што овие функционери се вадат се апсолутно неприменливи и се базираат на закони кои што треба да поминат во собранието. Уште еднаш сакам да кажам дека ниту пензионерите, ниту другите ранливи категории на граѓани кои што од година на година се посиромашни нема да видат аир од оваа влада. Се што сакаат овие луѓе да направат е да ве потценат и со онаа заевата како неразбран трговец, односно шибицар кој што пред зелена тезга на пазар сака да ви измами со ние топчиња, ви нуди 1000 денари мислејќи дека толку чини вашата меморија или дека толку чини вашето памтење за сите оние катастрофални политики кои што ви ги донесе оваа власт. И како што кажав и на комисиската расправа, сметам дека секое вакво антикризно решение со кој што брзо овие со розевите очила ќе пробаат да се пофалат дека ете му помагаат на народот, добро треба да ги изанализираат и да излезат и да ги издебатираат со оние кои што секојдневно се пред собранието и пред владата. Повелете, разговарајте и кажете им на пензионерите дека откако ги оплячкавте, дека откако сурово ги излажавте и прво 2 или 3 години го одземавте оној систем за потоа да го вратите ребрендиран како швајцарски, дека со 1000 денари месечно ќе можат да ги поминат трошоците кои што ги имаат наредните месеци. Кажете им го тоа на студентите и на сите други категории на граѓани. Ние се залагавме, а исто така во овој момент, додека во исто време трае и амандманската расправа за буџетот за наредната година, за неколку амандмани со кои што ќе требаше да се предвидат системски решенија наместо вакви адхок ваучер решенија со кои што се обидувате да го намалите жестокиот изборен пораст на граѓаните, односно кој што ќе следи затоа што граѓаните повеќе не може да го трпат ова секојдневие кој што вие го наметновте. Едноставно е мачно да се гледа како секој ден на вестите доминираат пензионерите кои што 40 години ја граделе оваа држава, кои што плачат заради тоа што не може да си дозволат да го поминат денот, или студентите и средношколците и различните категории на граѓани. И друг пат кога излегувате до оваа говорница или по телевизиските студија кажувате за розевата реалност, проверете во буџетот како за 60 милиони денари, односно евра е поголема ставката за помош на најранливите социјални категории, ставка, односно категорија која што изминативе 7 години не прекинува да се шири бидејќи народот е се посиромашен. Ако сакавте вие да понудите системски мерки кои што ќе ги решат проблемите на граѓаните, ние сега немаше да зборуваме за 1000-2000 денари кои што јас никако не ги потценувам, но земајќи во обзир дека денеска и вчера председателот на регулаторната комисија за енергетика најави ново поскапување на цената на електричната енергија или зголемувањето на цената на храната, која што ќе настапи после 31.12 заради вашите мерки кои што ги носите без притоа да имате долга визија или да ги планирате како тие ќе имаат ефект во секојдневниот живот, храната дополнително ќе поскапи. Све што требаше да се направи и се што ќе се направи во наредниот период е следново. Прво, требаше да го прифатите амандманот за намалувањето на ДДВ-то на електричната енергија од 18 на 5%. Тоа беше неопходно нешто за да им помогнеме на граѓаните во месеците на зима да ги намалат сметките за електрична енергија, бидејќи голем дел од домаќинствата се греат на тој енергент.
Понатаму требаше да го прифатите амандманот за намалувањето на ДДВ-то за огревно дрво, бидејќи над 250.000 домаќинства во нашата држава се гледаат на тој енерген, а овој пат по рекордно висока цена го платија својот огрев. Требаше да бидете доволно доблесни и да се откажете од приходите кои што ги има вашата влада, за да ги троши на стоки и услуги, на договорни услуги, на привремени вработувања, набавка на мебел и набавка на нови возила, и храната, односно ДДВ-то на храната да биде 0 или 5% наместо сега како што е 10 и 18%. Веднаш и неодложно треба да го прифатите амандманот со кој што студентскиот оброк и сумата која што ја добиваат студентите ќе биде зголемена од 140 на 200 денари. И веднаш после превземањето на власт од страна на ВМРО ДПМН пензионерите ќе добијат линеарно зголемување за 5000 денари. Вчера имаше протест. Ајде погласно да ве слушнат пензионерите, затоа што вчера немавте храброст да излезете и ова да им го кажете, бидејќи вие сте единствените кои што напикани тука во удобните фотели не излеговте пред насобраните гневни пензионери да им го соопштите ставот кој што го прикажувате тука. Тоа се вистински и системски антикризни мерки. А зашто ние ќе гласаме за овие антикризни мерки, бидејќи граѓаните треба да знаат дека секој еден денар кој што од буџетот ќе заврши кај граѓаните, наместо да заврши во џебовите на оние кои што ги делат тендерите во 4 очи, ќе биде поддржан од ВМРО ДПМН. Благодарам.